следните 20 дена, почнувајќи од 24 декември, кој сите добро го знаеме дека беше ден кога загина, почина демократијата во Република Македонија. Овие 20 дена ги гледам моите сограѓани, граѓаните од останатите градови, како излегуваат на улица. Би сакала овие собори да беа по повод некоја прослава, како на пример влезот на Македонија во Европската Унија. Но за жал, мои сограѓани, ние сме овде за да ја вратиме слободата, да ја вратиме демократијата која ја уништи Никола Груевски и фамилијата. Би сакала малку да проговорам како действуваше режимот на Груевски врз младината. Не знам колку од вас знаат дека во 2007 година Никола Груевски и неговата влада донесе акционен план за имплементација на политиката на млади. Овој акционен план требаше во себе да содржи зголемување на активноста на младите, донесување на закон за вработување на млади, поголемо учество на младите во донесувањето на одлуките, но за жал, што се случи после овие 6 години? Единствено што тие имплементираа е партиски вработувања во јавната администрација. Не беше важен ниту еден услов, ниту еден критериум, дали некој е доволно способен и доволно интелигентен, битно беше само да е партиски компетентен кон оваа владеачка структура. И покрај другото да знае да протестира пред посториите на опозицијата. Кога станува збор за вработувањата во јавниот сектор, во индустријата, тие останаа само мисловна именка. Тие се плашат да отворат нови вработувања, не дај Боже економијата ќе отиде во погорна линија. Кога станува збор за здруженијата на млади лица, меѓу кои се и студентските парламенти, каде што треба да владее најголема демократија, тие успеа да навлезат и таму, да постават своји полтрони, кои што слепо ги намигнуваат и ќе ги подржуваат во се што тие кажуваат. Но за жал, ниту еднаш не излегоа да кажат дека студентите во студентските домови немаат огрев, немаат топла вода, заборавија да кажат дека студентските стипендии доцнат едва 7-8 месеца, а некој воопшто не ги ни добија, заборавија да кажат дека Штип остана со единствениот студентски дом кој што беше изграден уште во времето на СФРЈ. Кога станува збор за обидот на младите луѓе самите себе да се вработат, односно да отворат некое трговско друштво или пак да направат некоја граѓанска здружение, во тој случај тие беа бойкотирани. На тој начин што уште во првите денови ќе им испратеа инспекција доколку ја немаа подпишано во Маровската пристапница. Таква беше имплементацијата на Груевски на овој акционен план. Успеа да го сотри и невладиниот сектор. Успеа да замре, да не постои ниту една институција која што ќе го критикува и која што ќе му каже каде греши и дека народот умее да проценува. Ете затоа сме денес овде, за да кажеме не на оваа Голгота, за да кажеме не на режимот на Никола Груевски и на фамилијата. Драги мои сограѓани и драги мои сопартици, ве прашала само, дали се сеќавате на онаа владина реклама во која што велеа: осмели се, направи го првиот чекор. Епа Никола, народот се осмели, го направи првиот чекор и излезе на улица за да каже: доста е на твојата погубна политика, доста е!
И овде не престануваме. Нека и биде јасно на господата од власта. Одиме на крај, зашто на народот му е доста. Зашто народот си ја сака државата, зашто народот сака подобра иднина. Благодарам.